гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. 16 март 2026 година. Една година од трагедијата во Кочани. 63 млади животи загубени, над 200 повредени. Семејствата се уште бараат одговори и одговорност. Во специјалното издание на Дневникот вечерва се враќаме на трагедијата што ја обедини целата земја. Што се промени една година подоцна? Дали се исполнети ветувањата за правда и одговорност? Како живеат повредените и нивните семејства и дали лекувањето е завршено? Имаме ли подобрен систем кој ќе спречи вакви трагедии во иднина? Вечерва од Кочани за сеќавањето, за правдата и за поуките што не смеат да се заборават. Иван Кузмановски го имаме во живо. Иван, помина една навистина тешка година за Кочани, но и за цела Македонија. Добро вечер од Кочани. 16 март 2026. Една година подоцна. Датум кој цела Македонија никогаш нема да го заборави, но болката е најголема токму овде во Кочани. Во моментов се наоѓам во паркот на Револуцијата или како што би рекле кочанчани пред киното во Кочани. Место кое што беше првото каде минатата година се оддаваше почит за загинатите во трагедијата во дискотеката Пулс. Место на кое што денеска се одржа комеморација една година подоцна, но и место кое што е главно свртилиште на жителите на Кочани. Вечерва има мала раздвиженост во паркот на Револуцијата во Кочани, но и ако поразговарате со оние малкумина кои што се наоѓаат овде, главна тема повторно ќе биде трагедијата во Пулс. Што можеше да се направи, дали можеше да се спречи да се загуби уште еден живот. Сите прашуваат дали ќе има правда. Тоа ќе биде и нашето прашање вечерва. Од овде ќе разговарам со оние кои што имаат најголема болка, со родителите кои што ги загубија своите деца, со представниците од Сапорт Кочани кои што сите нас не обединија во хуманоста. Ќе разговарам со директорката на Кочанската болница, но и со градоначалникот на општината Кочани. Ова нека биде отворена покана до нашите гледачи. Вечерва да останат со нас. ДНК настапуваа низ цела Македонија, а Кочани беше едно од местата каде често се враќа. Така беше и на 16 март 2024 година. Уште една забава во дискотеката Пулс, која требаше да биде само уште една ноќ со музика и многу публика. Објектот бил преполн. Истрагата подоцна ќе утврди дека внатре имало повеќе од 600 гости, иако капацитетот бил значително помал. Се барало место повеќе за да се биде дел од оваа забава. Но само неколку искри од планираното светлосно шоу ја претворија забавата во трагедија. Датум што со црни букви се запиша во историјата и на Кочани и на Македонија. 16 март 2024 година. ДНК преку својот официјален профил на социјалните мрежи испраќаат благодарност до Кочани и гостите во Пулс. Фала ви за магичната вечер. Љубов сте ни. Добрите забави кои ги прави ДНК привлекуваат голем број гости на нивните настапи. Така било и една година подоцна. Вечерта на 15 март. Концерт кој се нашол на месечната листа настапи. Таа вечер место повеќе се барало во дискотеката на влезот од Кочани. Може ли најгласно да ме слушнеме вас, сите заедно? Спектакуларниот крај требало да го затвори настапот. Во 2 часот и 30 на минути, прскалките се приклучиле на звукот на познатиот хит. Официјалните пресметки на почетокот на истрагата покажаа дека кобната ноќ на 16 март во Пулс имало 650 посетители, меѓу кои најмалку 31 дете.
запали горе. Чекај. Деко. Хаосот создаден во обидот да се напушти дискотеката преку единствениот излез, создава безизлезна ситуација. Неколку часа траат обидите да се спаси сечи живот. Амбулантни возила, приватни автомобили, такси возила го полнат влезот на Кочанската болница. 63 загинати, меѓу нив 6 деца, 157 со тешки телесни повреди, 54 повредени. Голем дел од нив се уште одат на редовни медицински интервенции. Една година по трагедијата, Кучани денеска се сеќаваше на 63 млади животи што прерано згаснаа. Со молитва, тишина и солзи, граѓаните, семејствата и представници на институциите одадоа почит на настраданите. Во паркот на Револуцијата беше поставена символичната инсталација 63 бели столчиња, 63 животи, а пред објектот на поранишното кабаре Пулс граѓаните со свеки едноминутен молк им одадоа почит на загинатите. Во Центарот за култура Бели Мугри се одржа и комеморативен настан на кој беа прочитани имињата на сите жртви. Кочани денес одекнуваше со тишина, болка и порака дека споменот за нив ќе остане вечен. Мирена Давидовска известува. Тишината денеска го приплави паркот на Револуцијата, каде 63 бели столчиња со по една бела роза станаа неми сведоци на прекинатите животи. Под мотото недовршени соништа, семејства, пријатели и државниот врв одбележаа една година од неголемиот трагичен настан кој за секогаш го промени овој град. Што во нас песна не остана, а и таа што остана не оти песна е, лелек тивок што убива. Затоа вие пеите ни, ангели наши, се недопеано запејте и допејте, во ангелски пој претворете. Ние долу на земјата ќе воздивнуваме и пеите ни пеите, ангели наши ќе довикуваме. Оти нам долу песната ни умре, плачот песна ни постана. Ве замолувам да станеме сите со едноминутно молчење, да им оддадеме почит на сите кои ги загубија животите. Нека оваа минута молк биде наш длабок поклон на нивната младост и длабок израз на почит и сеќавање слава им. Во кругот на тишината отворена беше и книга на жалост, каде присутните ги запишуваа своите мисли и искрено сочувство за покој на душите на настраданите митрополитот Иларион, заедно со свештенството од Брегалничката епархија, отслужи заедничка молитва испраќајќи пораки за спокој на душите. Пред визуелниот мурал, покрај неутешните семејства, свежат цвеќе и венци положија представници на државниот врв и дипломатскиот кор.
Обележувањето на болната годишнина проложи во Центарот за култура на комеморативниот настан насловен Ден на сеќавањето. Таму низ зборови, музика и тишина беше портретиран животот на секој од 63-цата настрадани. Наместо говори, во салата одекнуваа пораки за нивните дела и соништа кои останаа нереализирани. Но и порака до заедницата никогаш да не ги заборави. Сител во Кучани, Мирјана Давидовска и Тони Маневски. Една година по трагедијата, родителите на жртвите се уште чекаат правдата. Во деновите по пожарот беа дадени ветувања дека ќе одговара секој што имал било каква улога во отворањето и работењето на дискотеката, секој што ги игнорирал законите и не спречил трагедија, но најмногу очекувања имаат оние кои најмногу загубија, семејствата на жртвите. Иван Кузмановски ќе го вклучиме од Кучани. Иван, што е правда за семејствата на жртвите? Славица, правдата значи многу, веројатно значи се или ќе биде барем утеха за родителите кои што ги загубија своите најмили во трагедијата во пожарот во дискотеката Пулс. Како што рече, минатата година на 16 март, овде во Кочани беа дадени големи ветувања дека алармот е вклучен, дека системот мора да функционира, затоа што не смее да се случи уште една ваква трагедија. Најголеми ветувања добија токму родителите. Но што се промени? Затоа вечерва разговарам со Томчо Јорданов, татко на Томчо Стојанов, татко на 24 годишниот Андреј, кој што загина во дискотеката Пулс. Господин Стојанов, добро вечер. Ви благодарам што на ваков тежок ден се согласивте и одвоивте време да бидете вечерва со нас. Ние како родители, јас како татко на трагично загинатиот Андреј Стојанов, со верба највише во вас новинарите ја прифатив оваа ваша понуда за да кажеме за нашата ситуација и би прво кажал никој да не ја осети нашата ситуација. Поголема казна и болка и поголем ужас за нас како родители нема и не посакувам ни у сон, ни у мисла на некој да го снајде нашата судбина, а таа судбина не снајде по најмала наша вина како родители, а уште помала вина на нашите деца, кои отишле на концерт кој некој го организирал, а со таа организација концертот наплатувал влезници, со наплаќањето на тие влезници требало некој да им гарантира на тие деца безбедност, сигурност, за да биде секако што требало тоа некој да го организира, ама тие работи некако биле настрана ставани со години наред, само во име на парата и профитот, друго што требало да функционира, било изоставано. И од таа причина, поради тие пропусти на нашиот систем и на нашите, така да кажем, служби, институции кои непрофесионално, неодговорно ги вршиле своите работи со, така да кажем, лесно подмитливост и прифаќање на корупција во интерес за некој профит, довело до оваа ситуација да нашите деца со нивните млади животи го платат цехот на митото и на корупцијата, цехот на парата. Господин Стојанов, морам да ве прашам, затоа што споменав дека минатата година одовде ви беа дадени големи ветувања, реков дека се зборуваше дека алармот е вклучен, дека системот мора да почне да функционира. Чувствувате ли во оваа година дека нешто е променето? Па по дешавањето се на катастрофата и по загубата на нашите најблиски, имавме средби со премиерот на владата, со министерот за внатрешни работи и ни беше кажано дека ситуацијата што се деси во Кочани е врв на сите корумптивни настани во државата и алармот е вклучен и треба да се стави стоп и да се направи еден голем рез за да се врати до вербата во државата и во нашите така наречени демократски институции, за да, ако тоа не се стори, не треба да постоиме како држава,
гледајќи како времето одминува, ние некако гледаме дека ситуацијата се разводенува и ситуацијата како да се става под тепих, и кога дојде тема ситуацијата во дискотеката плюс што е настаната, некако се префрла одговорноста од еден на друг институт, од една на друга адреса, и така да по една година не е некој увид во ситуацијата да има некој правец у добра насока за расветлување на случајот, немаме увидено се уште, пошто после толку месеци почна и судскиот процес, кој според нас родителите гледаме дека некако и он е на еден начин пренатрупан, некако и офанани некои работи што е требало според нас родителите да бидат разграничени, за да има некој увид кој е директно инволвиран, кој е директно, кој треба да сноси одговорност од прв степен, некој од втор степен, пошто според изјавите сега и настаните, што гледаме, тоа не било со умисла, не било со намера, тоа се случило од околности кои не биле предвидени, а од друга страна, кога требало да се подмитува и да се корумпира, и кога требало да се дојде до профит, тоа било значи со умисла, планирано, договорено, не прекинет ланец кој работел и подмитувал и функционирал безпокорно, тоа значи било свесно. А сега, кога настана ситуацијата, никој не осеќа одговорност и никој нема, да речеме, чувство на грижа, на совест за овие млади животи. Нашите деца како бројка само представуваат на некоја статистичка математика, а од друга страна за самата ситуација и за самите пропусти што се настанати, никој не се до сега изјаснил да е кажал дека има одговорност. И според жал тоа е она што го слушнавме во судницата во изминатите 4 месеци. Морам да ве прашам, што ќе значи за вас како родители правда? Сепак ќе мора да го почекаме крајот на судскиот процес за да го видиме епилогот, но што за вас ќе значи правда? А сега ние како оштетени мораме да го почитуваме нашиот правен, судски, обвинителски закон, систем така наречен поставен, а оние што правеле криминал и правеле бизнис на недозволен начин, со текот на судењето гледаме дека имаат некако они поголеми слободи и права у изјави, у понашања, поготово и нивните ценити, така да кажем, скопски адвокати. Толку сме разочарени ние како родители, реномето и угледот на својата професија да го продаваат за некои ефтини валкани крвави пари, кога би имали малку човечност и емпатија спрема нас како родители, тоа не би требало да го прифатат, а не да ни поставуваат такви ултиматуми дека ние како оштетени немаме право на реакција, немаме право на изговор, пошто болот е преголем и самата ситуација кога слушнеш некои лаги, некои неправди, толку те и така кажано извадат да реагираш, и имаме дури закани дека ќе бидеме отстранити од судници, дека и без нас може да се решават одлуки, и така да ние се осеќаме и од тука притиснати, и од тука се ситуацијата за нас како родители, како оштетени, недобро, и како терет, и како дополнителен стрес ни представува тоа. Господин Стојанов, сепак ќе мора да ја почекаме судската одлука, пресудата, да видиме каква ќе биде одлуката. Важно е дека сите го следиме, дека будно се следи овој процес и од ваша страна и од страна на јавноста. Јас ви благодарам многу што вечерва бевте со нас и што одвоивте време за гледачите на телевизија Сир. Благодарам и од нас родителите, за вас новинарите голема благодарност, пошто вие сте единствени на кои имаме голема доверба и поддршка од ваша страна,
и го пренесувате она што го кажуваме ние како вистина и како големо разбирање и стоите за нас и уште еднаш голема благодарност и кога и да имаме, што и да имаме, први сте вие што имаме довербата во вас. Тука сме за вас, ви благодарам што бевте со нас. На вас. Како што кажавме, судскиот процес стартуваше на средината на ноември. Досега се одржаа 15 рочишта. Како почна истрагата, но и што се случува во судницата, гледаме од извештајот на колегата Зоран Јаневски. Кога чадот од пожарот во Пулс се уште се чувствуваше во воздухот, Кочани беше во шок и неверување. Истражните органи најавија темелна истрага. Во првите часови од трагедијата, зад решетки беа 10 лица. Беше наредено да се апси секое лице кое што со своето постапување или непостапување придонело за настанот да се испита и неговата улога. Истрагата е затворена 3 месеци подоцна. Пожарот го предизвикала пиротехника активирана за време на настапот на ДНК. Вина за трагедијата сносат 34 лица. Сопственикот на ноќниот клуб, министри за економија, градоначалници, директори на ДЗС, општински инспектори, сите придонеле за незаконското работење на Пулс. Свесното игнорирање на безбедносните процедури од многу поединци и институции придонеле за исклучително тешките последици и неможноста да се спречи трагедијата. Судовите од Истокот немале судии ниту соодветен простор, па предметот беше доделен на Скопскиот кривичен суд. Тој одлучи да се суди во Идризово. На првото рочиште силно полициско обезбедување, обезбеден посебен влез за обвинетите. Судењето го следат и родителите на загинатите. На обвинителна клупа седна и сопственикот на фирмата за обезбедување, па адвокатите побараа одложување на првото рочиште. Како немат чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца? Бесот на родителите се прелеа и надвор од судницата. А вие барем од Кочани адвокатите не требаше да ги браните ни еден од овие. Судењето почна. Според обвинителството, Пулс била смртоносна стапица која никој не сакал да ја види. Обвинетите пак се изјаснија за невини. Прв тоа го кажа сопственикот. Не можам да поверувам што се случи. Не се чувствуваме. За пожарот се апсеа и полицајци. Обвинети се 23. Дел веќе седнаа во судница и негираа вина. Адвокатите во случајот кој веќе се суди препознаа различни аршини на обвинителството. Не можете за едни да имате едно правно мислење, за истиот кривично правен настан, за други да имате сосема поинако правно мислење. Судењето за 35 теми на обвинети е во тек. Одржани се 15 рочишта. Се сослушуваат сведоци. Откриваат дека од таванот паѓале вжештени капки. Помошната врата била заклучена, а единствениот излез бил претесен да се излезе. Веќе утре, ден по годишнината од големата трагедија, продолжува судењето кое треба да утврди кој е виновен што повеќе од една деценија дискотеката работела незаконски. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Многумина во изминатата година се обидоа да помогнат да се залечат раните, да им се помогне на повредените во трагедијата во дискотеката Пулс. Една група на млади луѓе се потрудија, но и направија се за да не обединат сите во државата, да помогнеме секој кој што може за да ја намалиме болката на сите кои што на некој начин беа повредени во големата трагедија во дискотеката Пулс во Кочани. Тоа е Сапорт Кочани. Вечерва со мене, како представници на оваа група млади луѓе, се Марко Димитриев и Томи Димитриев. Добро вечер за двајцата. Добро вечер. Ви благодарам што одвоивте време за гледачите на телевизија Сител. Направивте многу во оваа измината година, но бројките се тие кои што говорат. Што покажуваат бројките? Што направи Сапорт Кочани? Па, ние бројките ги објавуваме секогаш јавно и транспарентно и на нашите социјални медиуми може да се најдат сите бројки што ги имаме у смисла на донации, на медицинска опрема, на физикална опрема што имаме донирано. Право сакав да кажам,
дека ова е доста емотивен ден за нас и сакаме да изразиме сочувство до сите родители, сите засегнати оваа трагедија, пошто верувајте дека и последна година не ни е лесно и не ни е баш толку пријатно да збореме за овие работи, ама па ќе кажеме се што треба. Така да, у бројки, на кратко да кажам дека имаме донирано преку заедничката сметка на Сапорт Кочани до сега 22 милиони денари. Тоа се со еднаква распредела на над 137 лица, сега не знам точно, пошто секоја распределова е посебно. И од тие 2 милиони денари има одземено од државата како данок. Имам исто 4 тури компресивна облека донирано. Тоа се, не знам сега точните бројки, не ги знам на парчиња, пошто секоја тура има индивидуални мерки што се земат од специјалисти од различни земји и на секој дете посебно се прави мерка зависно од потребите што ги има во тај момент од нивните изгореници. Исто така имаме донирано PRP китови и суплементи на пластична хирургија у Скопје. Така да на кратко тие се бројките од прилика што ги имаме. Томи, го направивте денес, место каде што од почетокот од првиот ден на трагедијата се собираат младите луѓе. Таму за прв пат дојдоа и се вклучија во помош и оние кои што беа повредени во дискотеката Пулс. Каква е во моментов ситуацијата? Има ли се уште потреба од помош, од поддршка? Што се случува во Сапорт Кочани? Моментално, да, како што кажавте, значи гнездото е место дека што секој човек у Кочани може да дојде и да си најде место дека што може комотно дали да разговара или само време да помине, место за утеха, за емоционална поддршка, психолошка поддршка и така натаму. Исто така, значи моментално се работи на работилници, имаме различни експерти од различни области, некои се за игри, некои се за психолошка поддршка и слично, се со цел да се полека да се залече град. Додека гнездото е како дете на Сапорт Кочани, значи тоа служи за креирање на проекти што на некој начин пак ќе го обединат градот, местото, жителите тука дека што ќе можат подобро да функционират. Сапорт Кочани останува да работи на проекти, да му се помогне и на градот и на целата нација тука. Така да у блиска иднина ќе објавиме у соработка со амбасадорите на европските држави што се у Македонија, ќе објавиме проект на кој што работиме, вика се Кочани 2050 година, на кој што ќе се потрудиме да му дадеме се што му е потребно на Кочани за да излезе од оваа тешка ситуација. Така, изминатиот период слушаме од многумина што му треба на Кочани, што им треба на младите во Кочани. Двајцата сте млади, двајцата живеете во Кочани, двајцата секојдневно сте во контакт со луѓе кои што биле повредени, кои што ја поминале таа кобна ноги во дискотеката Пулс. Што би рекле вие? Што им треба на младите во Кочани? Па видете, најбитно од се младите да се осеќаат безбедно, да се осеќаат пријатно и да се осеќаат комфортно во овој град, да знаат дека има иднина и зашо они да останат тука. Кога доаѓаат амбасадите и кога прават анкети и анализи у средните школи, 8 од 10 деца кажуваат дека не се гледаат тука после средна школа. Така да ние се трудиме да го направиме Кочани поубав град за живење, подобро место у смисла на културен живот, на спортски активности, да има повеќе настани во Кочани со кои младите ќе се задржат тука. Имавме и идеја порано факултетот да се врне, што беше правни и економски дисперзиран факултет да се врне во Кочани. Кога Кочани имаше и студенти од страна економијата или налив на средства повеќе. Така да тие некои работи што ги имаме како проекти замислено, ќе ги објавиме во видеото што следува и тоа се од било каков карактер, значи инфраструктурни, помали проекти у смисла на да се постават камери или да се осветле само кео на реката или некои поголеми како спортски терени или како лизгалиште да има. Така со тек на време ќе ги разработуваме, ќе почнеме чекор по чекор од најмалите, па после ќе видиме на поголемите проекти. Така да има доволно време и ќе видиме како ќе постапува. Марко и Томи, јас ви благодарам што вечерва бевте со нас. Ви благодарам од срце за се она што го направивте за повредените во дискотеката Пулс во Кочани, и на Марко, и на Томи, и на Дарко Стоилов, и на Иван Ивановски, и на сите кои што сте дел од оваа платформа. Се надевам дека ќе имате сили и дека ќе продолжите и понатаму да го правите она што досега го правевте најдобро. Ви благодарам за гостување. Многу ни значи ово и дефинитивно ќе продолжиме да работиме.
Ви благодарам. Важно е затоа што се уште сме потребни на повредените и покрај тоа што помина една година, голем дел од повредените се уште одат на редовни медицински прегледи. Колешката Тамара Дичовска разговараше со Дарко Стојанов, човек кој што прв се врати од лекување во странство од Србија. Но вели дека и денеска ги чувствува проблемите од повредите кои што ги доби кобната ноќ во дискотеката Пулс. И гледаме деталите во продолжение. Јас ја имав среќата да излезам помеѓу повредените, додека мојот братучет ја немаше таа среќа, тој почина. Падна парче од плафонот, го потпрев со мојата рака, добив исеченица на челото, во дискотеката изгубив свест и не знам од кој ме има извлечено од дискотеката. Последното нешто што му останало во сеќавање на Дарко Стојанов од кубната вечер во Пулс е гласот на девојче кое очајно му довикувало да не го пушта плафонот, што веќе му паднал врз рацете. Само така велела ќе можат да се спасат. Во тие моменти на хаос и чат, додека се борел да издржи уште малку, пред очите му се појавила и слика од неговите деца како го довикуваат. Токму со таа мисла на нивните гласови, Дарко се онесвестил. По само неколку секунди, 5, 10, 15 секунди во движење кон излезот, свативме всушност дека заглавуваме и дека нема да биде едноставно и дека ситуацијата ќе ескалира и ќе биде полошо и полошо. Во самата гужва сите четворица се разделивме, значи самата толпа народ не носи на различни страни. Во еден момент падна парче од плафонот, го потпрев со мојата рака, добив исеченица на челото. Не знам, можеби во таа состојба останав околу 15 на 20 секунди, потоа се онесвестив. Таа вечер излегол со другарите и својот прв братучет, сакал да ги почести за роденденот на своето дете. Но вечерта што требало да биде причина за славење, за неколку моменти се претворила во ноќ на тага и болка. Во трагедијата што следела, Дарко го загубил токму човекот со кого дошол, својот братучет. Јас ја имав среќата да излезам помеѓу повредените, додека мојот братучет ја немаше таа среќа, тој почина. Навраќањата се секојдневни, не постои ниту еден ден, а да не се навратам со мислите таа вечер, што можеше да биде поинаку, што можеше да се направи за да не се случи тоа, но едноставно малку потешко дека може да се најде одговорот на тоа прашање. Една година после пожарот, се уште не знае кој го извлекол несвестен од толпата и му го спасил животот. Докторите се обедувале да го освестат, но дури во Србија на лекување дознал што се случило. Дарко беше првиот пациент кој се врати во Македонија од лекувањето во Србија. Што те гледам вака си зобе. Последиците од пожарот биле тешки. Имал внатрешни изгореници на дишните патишта, на билите дробови, на гласните жици. Сатурацијата му паѓала, а извесен период бил и на кислородна поддршка. Физичките рани и сето она што е видливо на телото ќе биде потребно време, можеби ќе останат лузни, но тие лузни ќе зараснат, можеби ќе останат белези кои што само ќе не подсеќаат на немилата вечер, но менталното, она што останува во психата на човекот е всушност она што навистина е тешко. Таа борба трае, ќе трае и мислам дека ќе биде потребно уште доста време за да истата биде барем ублажена и да се навикнеме да живееме со новото нормално. Велат дека најтешките лекции во животот ги учиме од најтешките моменти. За Дарко, пожарот во Пулс е токму таква лекција. Болна и незаборавна. Фамилијата е онаа која што е секогаш што нас било во добро, било во лошо. Мораме да продолжиме понатаму, а нашиот стол кој што не води во животот, на кој што се подпираме, тоа е секако семејството. И ме научи на тоа да поминувам што е можно повеќе време, да го искористам секој миг да уживам со нив. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Вечерта по трагедијата, првиот удар го почувствува болницата во Кочани. За иднината на младите во општината се грижи новото раководство, градоначалникот Владко Грозданов. Тоа е мој гостин вечерва, заедно со првиот човек на Кочанската болница, доктор Катерина Панич-Мирчовска. Ви благодарам на двајцата што одвоивте време, што сте вечерва со нас. Доктор Мирчовска, ќе ве прашам вас. Слушнавме дека една година подоцна повредените се уште имаат потребна одредовна медицинска грижа. Што се случува во Кочанската болница? Може ли да им ја овозможите таа медицинска нега која што им е потребна и како функционирате во моментов?
вечер на вашите гледачи. Во Кочанската болница секако се трудиме да бидеме на нивото на задачата, со оглед на тоа што дека веќе една година е зад нас и една година во изминатата година во континуитет се грижиме и за досегашната рехабилитација. Во Кочанската болница остануваат дел од повредените добавуваат физикална терапија, значи и ги имаме потребната апаратура за физикална терапија, продолжуваат со масажите на нивните лузни. Се уште ќе останат и пулмолошките прегледи кои што се прават во континуитет за следење на нивната состојба со белите дробови, кои што исто така ќе се обавуваат во Кочанската болница. Веќе се подпишани договорите со клиниката за пулмологија и понатака со градската општа болница 8 септември. Дополнително, значи, останува терапијата на клиниката за дерматологија со третман со PDL ласерот на нивните лузни и со оглед на конференцијата која што имавме во саботата и контактот со поголем дел од хирурзите кои што учествувале во нивното лекување од различни центри за изгореници од Европа и од Балканот, останува дека дел од повредените ќе има третман и корекции на нивните лузни, особено на прстите, каде што ќе треба да им се зголеми и да им се возможни поголема подвижност на зглобовите. Меѓутоа морам да напоменам дека голем дел од нив се вратени на секојдневните функции, како што можевте да видите во текот на вчерашниот ден, кој што беше организиран за нив. Дел од повредените игра меморијален кошаркарски надпревар во чест на нивните починати другари и блиски. Слушнавме од вас дека тоа е еден вид на физикална терапија. Да, бидејќи ги користат рацете, ги користат дланките, а тоа секако е за во нивен интерес да може да се вратат на спортот како екипен спорт кошарката и голем дел на други спортски активности. И останува секако и понудена и психолошката подршка во неколку центри, особено од Центарот за психолошка подршка во рамките на Црвениот крст. Господин Грозданов, изминатите 3 дена Кочани им даваше почит на жртвите во дискотеката Пулс. Им се заблагодари на сите оние кои што на било каков начин помогнаа во третманот, во лекувањето на повредените. Голем број на гости дојдоа изминатите 3 дена во Кочани. Како реагираат тие една година подоцна? Така. Имавме еден голем настан 3 дена кој беше организиран речиси последните 2 месеци од вработените во општината и организациониот одбор составен од Сдруженијето 16 март, Црвениот крст, Општа болница Кочани, советници, граѓани, институции. И додека го организиравме настанот, работевме максимално и многу напорно за да ништо не фали за време на настанот, но за време на самиот настан тие 3 дена не вратија како една година да поминала како за еден ден. Започнавме со молитвата во храмот Свети Вајрако Маченик Ѓорги, кој не трогна, каде беа читани децата. Денес исто така сме многу трогнати од настанот кој беше комеморативен, каде се чита сите пак деца, една траорна гледка, една болка која се уште трае. Но вчера имавме еден настан каде беа измешани еден куп емоции помеѓу докторите кои се одзваа од сите центри, од државата, каде се сретнаа со своите, така да речам, своите деца за нив. Емоциите не можеа да се контролират. Беше еден прекрасен настан. Ние изразивме максималната наша благодарност и вчера така. И вчера и во саботата и денес многу чувства, многу... Да, ве разбирам. Дополнително што и вие како семејство ја почувствувавте таа трагедија, гледачите, граѓаните можеа да го видат сведоштвото на вашата ќерка во она видео кое што беше објавено на меѓународната конференција во Скопје. Како семејство ја издржавте оваа трагедија? Тешко. Нема кој може да го поднесе лесно тоа, но сепак јас го гледам од друг аспект. Значи, штом сме живи, бидејќи трагедијата однесе многу животи, нема предавање, одиме понатаму, ги охрабрувам и сите деца, истото го правам и со моето дете, одиме понатаму, ќе ги најдеме сите можни третмани, сите можни клиники и ќе го решиме проблемот во текот на животот. Благодарам и на двајцата што бевте вечерва со нас, но помош понудија и болниците во Скопје. Со докторите, со медицинските лица во скопските клиники разговараше колешката Сања Димитровска. Тие се сеќаваат на првите моменти по трагедијата во дискотеката Пулс. 4 часа по големата трагедија во Кочани. 29 повредени од пожарот биле хоспитализирани во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски.
Интензивна нега, шок соба и други оддели биле подготвени за третман на младите со изгореници. Пластичниот хирург Емилија Атанасова на работното место била уште пред зори. И со колегите воопшто не биле свесни за каков обем на катастрофа станува збор, додека не ги виделе пациентите. Ова беше полно, значи 18 пациенти имавме во интензивниот дел. Во првите 24 часа 10 пациенти беа интубирани, значи има потреба од вештачка вентилација, кај 8 имавме кислородна поддршка. Сите беа тивки, травматизирани, шокирани, бледи, не зборуваа многу, мирни беа, значи буквално беа во шок. И нашата цел беше да ги стабилизираме, што е можно побрзо, да ја процениме, значи, тежината на нивната состојба, и тоа го направивме. Тој тежок ден 16 март 2025. Целосно ангажирани беа и здравствените работници од скопските клиники. Главната сестра на пластична хирургија вели дека по тријажата во ургентен ги распоредувале повредените по оддели. Пациентите се знаеле меѓу себе и комуницирали, на тој начин ги дознавале нивните имиња, кои потоа ги запишувале на делови од телото или завоите. Во една соба имавме по 20 пациенти, каде што тие беа поставени на мониторинг и кислородна поддршка. На двата пациенти имаше одредено еден анестезиолог, еден пластичен хирург и 2 медицински сестри, константно следење на виталните параметри покрај венската терапија, исто така и правење на чести стерилни преврски. Лекари, медицински сестри, болничари, рентгенолози и лаборанти. Сите плачале во себе, но не смееле да ги покажуваат емоциите пред повредените. Дури од кога ќе си отидевме дома, имавме право и да плачеме, и да тагуваме, затоа што тука не смеевме ни пред нив да ги покажуваме тие емоции, меѓутоа сите бевме ужасно оптеретени со тие чувства. Бројката од минута на минута се зголемуваше. Беше навистина страотно и трогателно. Сите бевме и потресени, меѓутоа моравме трезвено да реагираме во дадената ситуација што секоја минута ни ја носеше. Една година по трагедијата и доктор Атанасова и сестра Дечковик се среќаваат со повредените кои ги лекувале и им правеле превраски. Тие се ослободени од плаќање партиципација преку програма која била донесена на влада во февруари. За тоа биле известени сите здравствени установи, но дел од нив се уште не ја применуваат одлуката. Во основа со програмите се ослободуваат партиципации од амбуланта, поликлиника, дневна болница и рехабилитација. Значи се ослободуваат од здравствени услуги. Програмата не е на програма, не само ова програма, не ослободуваат партиципација за лекови. Од партиципација се ослободени 170 повредени согласно проценките на нивната состојба што ја прават работните групи. Сања Димитровска, Сител телевизија. Иван, слушнавме дека се уште има долг пат до правдата и до целосно излекување на повредените, но дали како што јавноста се надеваш имаме промени на системот со кои ќе се спречат идни трагедии? Славица, досега најголемото влијание најмногу е на стравот и на совеста кај сите нас, но ако го зборуваме за некакви законски измени или промени во овој аспект, барем за сега не е променето ништо. Што точно се случува во поглед на законските измени и обврски провери колегата Мартин Арсов. Неколку часа по пожарот во Кочанската дискотека, владата на итна седница донесе одлука за 3 дена да се изврши вонреден инспекцијски надзор врз сите дискотеки, кабареа и ноќни клубови. Фактот дека Пулс работела без лиценца, а немала ниту соодветен систем за заштита од пожари, ги натера надлежните веднаш да проверат каква е состојбата во сите угостителски објекти. Контролите се проширија низ целата држава. Од пазарниот инспекторат за Сител велат дека до крајот на минатата година биле направени над 4400 инспекции. Напишале казни вредни околу 250.000 евра, а привремено затвориле 162 објекти. За разлика од 2024, казните се зголемиле 6 пати, а привремените затворања повеќе од 3 пати. Овие бројки покажуваат дека како влада и како надлежни институции ветивме дека овој начин нема да биде само реакција по трагедијата, туку ќе биде еден континуиран процес на континуирана проверка, на збиени редови, на построги процедури,
се со цел на утврдување на минимално техничките, а и безбедносните услови. Во овој момент имаме само 7 активни лиценци кои што дополнително подложат и на вонредни инспекциски надзори, се со цел да се направи потврда дека и по добиената лиценца немаме отстапување од оние минимално технички услови. Ценам дека ваквиот принцип е пред се одговорност на институцијата, нешто кое што мора да се направи, кое што ќе обезбеди никогаш повеќе да не ни се случуваат вакви трагедии. Министерството за економија лани има издадено само 8 лиценци, од кои по 3 за кабаре и диско клуб и 2 лиценци за диско клуб на отворен простор. Од Пазарна пак велат дека согласно годишниот план за 2026 предвидено е минимум 1 редовен инспекцијски надзор во угостителските објекти кои подлежат на лиценца. Веднаш по трагедијата, антикорупцијската комисија ги бараше дупките во законите, кои ја регулираат постапката за вршење угостителска дејност. Најдоа дека постојните закони биле полни со недостатоци, па не се знаело никој треба да проверува, никој да казнува. Исполнетост на условите постоела само на хартија. Предложија прво да се проверуваат условите, па после да се дава лиценца за угостителски објект. Од економија ни кажаа дека постапуваат построго, а предлог измените на Законот за угостителска дејност се во финална владина процедура. Со измените се доуредуваат одредби, се заоструваат условите за добивање лиценца. Ке се бараат докази за исполнување на условите. Во Министерството за економија се воведува комисија за проверка на барањата. Хотелите нема да можат по автоматизам да добиваат лиценци за ноќен бар, кабаре и диско клуб. Објектите што ќе добијат забрана од инспекторите може и да се запечатат. Во моментов работната група се уште активно работи на овие измени. Очекуваме во следниот период да се најде тој предлог закон пред на една јавна дебата, би кажала, на она што значи подобрување на истите, а веднаш по тој да биде донесен. Ценам дека ваквите законски измени се неопходни, но исто така е неопходно нивната имплементација доследно и во целост од страна на надлежните институции. Инспекциите не застанаа само на угостителските објекти, се контролираа стамбени згради, училишта, градинки. Се проверуваше дали имаат исправни хидранти, противпожарни апарати, дали се одржувани електричните инсталации. Во меѓувреме, собранието забрани секако вид пиротехника во затворен простор. Казните пак за пропуштање малолетници во угостителски објект се зголемија 10-кратно. Мартин Арсов, Сител телевизија. Трагедијата во Кочани нема да се заборави, но желбата на сите е такво нешто никогаш да не се повтори. Славица, нека оваа трагедија биде потсетник за сите нас, дека законите мора да важат подеднакво за сите во оваа држава и дека правото мора да се почитува. Иван Кузмановски, ти благодарам тебе и на целата екипа за вечерашното специјално издание на Дневникот во живо од Кочани. Трагедијата во овој град не сме да остане само болен спомен, таа мора да биде силна опомена дека системот мора темелно да се менува. Правилата постојат за да се почитуваат, а не за да се заобиколуваат. Често ни се чини дека некоја постапка не е важна, еден документ, дозвола, контрола, едно правило кое ќе го заобиколиме преку свој човек. Но токму тие отстапувања од законот може да доведат до трагедии. Затоа лекцијата од Кочани мора да биде јасна. Институциите да работат одговорно, законите да важат еднакво за сите, а секој од нас да преземе својата одговорност. Само така поуката ќе биде да изградиме подобра и побезбедна држава во која ваква трагедија не може да се повтори. Од полноќ нови цени на горивата. Бензините поскапуваат за 7, а нафтата за 6,5 денари. Ова беше одлуката која попладнава соопшти регулаторната комисија за енергетика. Бензинот поскапува за 7, а дизелот за 6,5 денари по литар, одлучи регулаторната комисија за енергетика на денешната седница. Со тоа од вечерва на полноќ литар бензин на бензинските пумпи ќе се точи по цена од 86,5 денари, а дизелот не смее да се продава поскапо од 92 денари за 1 литар. По промените вечерва цената на бензинот достигнува највисоко ниво во последните речиси 2 години, откако по иста цена како денешната се продаваше и на крајот од март 2024-та.
Дизелот пак руши ценовен рекорд стар безмалку 3,5 години по пиковите во ноември 2022, кога последен пат беше на 90 денари за литар, откако летото истата година ја достигна највисоката цена од 110 денари. За само 2 недели од стартот на кризата на Блискиот Исток, дизелот поскапе за дури 21 денар, а бензинот скокна за 12. Поскапувањето се должи на значителниот скок на суровата нафта на светските берзи. Поблагиот пат на стартот од минатата недела, од почетокот на оваа барел нафта од типот Брент на берзата во Лондон се тргува по суми кои денеска надминуваат $105. Тоа ги принуди големите сили да почнат да ослободуваат нафта од своите стокови резерви. САД го стори тоа уште минатата недела, ослободувајќи над 172 милиони барели. Чекорот го следеа Канада и Австралија, а денеска нафта од стоковите резерви ослободи и Јапонија. Минатата недела и Меѓународната агенција за енергија информираше дека пушта во промет 400 милиони барели нафта, највеќе во својата историја. Weniger wichtig, wie lange der Krieg dauert, sondern viel wichtiger, was passiert mit der Straße von Hormuz. Wird sie wieder geöffnet und dauerhaft geöffnet sein für Öl- und Gasexporte? Wenn das gelingt, dann gehen wir davon aus, dass die Preise relativ schnell wieder sinken könnten, dass sie also für Öl und für Gas nicht die hohen Preise weiterhin sehen werden, wie wir das im Augenblick haben. Во регионот Србија ги намали акцизите за 20%, исто како и Хрватска, која и ги ограничи цените. Грција ги ограничи маржите на горивата, но и на основните прехранбени производи, а во Бугарија владата им подели директна помош на социјално најзагрозените семејства. Во Македонија до овој момент владата ја следи ситуацијата. Извори од Илинденска за Сител велат дека во кабинетот на премиерот сериозно се разгледува опцијата ДДВ-то на нафтените деривати да се намали од 18 на 10%. Александар Спасовски, Сител телевизија. Тоа беше последна информација во Дневникот. Благодарам за вашето внимание и доверба. Пријатно.